Ново линковско вклучување, наредниве минути со слика и тон одиме во Народната банка, таму не очекува колешката Сузана Апостолова во третото нејзино вклучување и разговор. Пред 32 години во Македонија е воспоставен денарот како валута, а Народната банка почнува да функционира како самостојна централна банка. И по исто толку години и сите предизвици пред кои помина денарот, денеска го имаме како стабилна валута. На него го ставаме фокусот. Сузана, повели. Благодарам, Кристина. Да, се наоѓаме во Народната банка, поточно во Музеот на Народната банка, каде што се изложени монети и банкноти од најразлични периоди од нашето културно-историско богато минато. Поводот за нашето гостување и присуство овде е секако, како што најави и ти, одбележување на 32 годишнината од воведување на денарот. Sa таа цел разговарам со мојот соговорник и му посакам добро утро и добре дојде во Македонија наутро на Бојан Цветковски, раководител на одсекот за работа со странски пари, благородни метали и експертиза на фалсификати при дирекцијата за трезорското работење на Народната банка. Малку беше долго ова, меѓутоа убаво беше да ве представам. Да, ви благодарам за најавата и јас ви посакувам добро утро на сите и добре дојдовте во Народната банка. Воедно, исто и јас би сакал на граѓаните да им го честитам јубилеот, односно 32-та годишнина од монетарното осамостојување. Морам на самиот почеток да ве прашам колку и какви промени во дизајнот на банкнотите и на монетите на денарот се направени за сите овие 32 години од неговото воведување? Македонскиот денар како национална валута за прв пат е пуштен во оптек на 26 април 1992 година, најпрвин како вредносни бонови, а една година подоцна во 93-та и како прво оригинално издание на денарот. Банкнотите, чисто дизајн останува непроменет и препознатлив до ден денес, се за прв пат пуштени во оптек на символично на 8 септември 1996 година со пуштање во оптек на апоените од 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 денари. Дизајнот на македонските банкноти го отсликува нашето богато културно-историско минато и се дело на нашата позната ликовна уметница Билјана Унковска. Значајно да се каже е дека првата надградба на овие банкноти е направена во 2003 година на апоените од 500 и 1000 денари со воведување на неколку нови заштитни елементи кои што ја зголемуваат нивната сигурност и ги прави поотпорни на фалсификување, односно потешки за фалсификување. Исто така значаен датум односно значајна година во развојот на македонските банкноти е и 2016 година, кога се воведени двата нови апоени, 200 и 2000 денари, чијто дизајн се дело на графичкиот дизајнер Ласко Ѓуровски. Исто така значаен датум за Народната банка во развојот на македонските банкноти е и воведувањето на првите полимерни банкноти со апоенска вредност од 10 и 50 денари, кои што ги заменија книжните пари со истата апоенска вредност. И ова представува голем чекор за Народната банка, бидејќи македонскиот денар од тогаш почнува да се вбројува во валутите чијто најниски апоени, воедно и апоени кои што најмногу се користат при извршување на готовинските трансакции, се произведени на најсовремен начин и на најсовремена подлога и се најзаштитени од фалсификување, значи најтешки за фалсификување. Да кажеме и некои збори за кованите пари, односно за нашите монети, кои што се прв пат пуштени во оптек во 93 година, со апоенска вредност од 50 дени, 1, 2 и 5 денари. Нивната апоенска структура е збогатена во 2008 година со воведување на апоените, односно на монетите од 10 и 50 денари. И исто така значајно да се напомене е дека од 1 јануари 2013 година се повлечени од оптек монетите со апоенска вредност од 50 дени. Заборавив исто да напоменам дека банкнотите со апоенска вредност од 5000 денари и 10 и 50 денари книжни се уште може да се заменат, иако не се веќе законско средство за плаќање, во Народната банка без наплатување на било каква провизија.
Верувам дека многу ќе ги интересира нашите гледачи да кажем и каде се печати денарот и колку често се печати и како се заменуваат дотрајаните банкноти. Така, значи набавката на нашите банкноти подлежи на Законот за јавни набавки, односно секое ново печатење на македонските банкноти оди на меѓународни тендери. Сите досегашни печатења на банкноти биле направени од страна на реномирани печатници, кои што, освен македонскиот денар, ги печатат и евробанкнотите и сите останати светски валути. Значи, мал е бројот на печатници кои што печатат пари, а ние секогаш печатиме, за нас секогаш печатат најреномираните печатници. Народната банка при секоја набавка врши детална анализа на состојбите на залихите, исто така ги анализира и идните состојби, идните движења на сите апоени од македонските банкноти и на тој начин ги планира, односно го планира почетокот на идните набавки со цел да се обезбеди непречено снабдување на економијата и на граѓаните, односно на банките и центрите за готовина со сите апоени од македонските денари. Верувам дека располагате и со податоци кои што би ни кажали и потврдиле колку вкупно банкноти и монети на денарот или пак приближно во изминативе 32 години се пуштени во оптек во нашата земја и колку во моментов се наоѓаат во оптек? Секако. Од монетарното осамостојување до сега се пуштени во оптек повеќе од 600 милиони банкноти и 300 милиони монети, а во моментов во оптек циркулираат над 120 милиони банкноти од различни апоени, од кои најзастапени се апоените од 10 денари полимер, 1000 денари и 100 денари. Сега малку за заштитата и секако заштита од злоупотреба. Каква заштита од фалсификување имаат банкнотите и монетите на нашата национална валута и дали тие се безбедни во споредба со останатите, би рекла, популарни валути кои се употребуваат во светот, како што е, например, еврото или американскиот долар? Да, нашите банкноти се печатени со најсовремена технологија, се користи при печатењето најквалитетна хартија составена од 100% памучни влакна, која во себе има вградено најсовремени елементи за заштита од фалсификување. Истите елементи што ги поседуваат и евробанкнотите, и американските долари, како и другите светски валути. Кога зборуваме за фалсификувањето, треба да се напомене дека ризикот од фалсификување во нашата земја е релативно мал. Тоа го зборува и статистиката, од каде што може да извлечеме заклучок дека на секој милион оригинални, односно автентични банкноти кои што циркулираат во нашиот платен промет, може да се сретнат 2 до 3 фалсификувани банкноти, што ја прави веројатноста некој граѓанин да дојде во контакт со фалсификувана банкнота многу мала. Во секој случај треба да бидеме предпазливи, затоа кој би бил вашиот совет до нашите граѓани околу тоа како полесно да препознаат евентуално фалсификувани банкноти и монети и секако како да постапат во такви случаи? Така, значи граѓаните треба да бидат свесни и одговорни дека при секој контакт со готовина треба да проверуваат автентичноста на банкнотите и монетите со цел да се заштитат себе си, нели? За да можат да ги проверат, треба да бидат информирани за начините на проверка на нивните заштитни елементи. Накратко, постојат 3 основни начини за нивна проверка. Тоа се визуелна проверка, проверка со допир и проверка со придвижување на банкнотата. При самиот допир, при самиот контакт со банкнотата може да се провери квалитетот на хартијата на која што се отпечатени. Значи рековме дека тие се отпечатени на високо квалитетна хартија која што има специфични својства, односно имаат голема еластичност, цврстина и отпорност на превиткување. Исто така, доколку поминеме со прстите по површината на предниот дел на банкнотата, може да го забележиме релјефното печатење на одредени делови на банкнотата. Например, на предниот дел од банкнотата, каде што е отпечатан основниот мотив, големата номинална вредност, називот на Народната банка, подписот на гувернерот и ознаките за распознавање од страна на лица со делумно или целосно оштетен вид, се отпечатени со посебна техника, наречена интаглио техника или релјефно печатење.
Јас ќе ви се заблагодарам многу за ова гостување во утринската програма. Уште еднаш нека ни е честит овој датум, 32 години од воведувањето на денот. Ќе имаме прилика во наредни некои изданија да разговараме подетално. Ви благодарам и јас. Студио, овде се одјавуваме во ова трето линковско вклучување.